методологијата предвидува секаде, значи во светот да во тој тим на едно стручно тело да работат специјален едукатор, рехабилитатор, психолог, социјален работник и медицинско лице, односно доктор педијатар би било најдобро да биде, но доколку го нема, општ лекар. Исто така има тука и техничко лице. Функцијата е кога досега имаше се реализираше класификација, односно категоризација на учениците на деца со попречност, и тоа беше многу краткотрајно, заедно мора да одат во Скопје за неполн пола час или еден час тие добиваа дијагноза, и од таа дијагноза, од тој наод не произлегува некои насоки во однос на тоа кои услуги или сервиси би можело да се добијат, се однесува само на одредени додатоци, парични додатоци, на одредени на образование и така натаму. Сега генерално со целокупниот овој процес државата всушност се задолжува, односно има повисоко ниво на одговорност кон граѓаните со попречност и кон децата, бидејќи кога МКФ стручните тела за проценка ќе дадат одредени насоки да се обезбедат одредени услуги, а тоа може да бидат лични асистенти, образовни асистенти, начин на реализација на наставата во училиштата, понатаму одредени парични додатоци кои следуваат и многу други услуги кои што државата сама себе се обврзува да ги обезбеди овие услуги. Да, кажавме дека има објава за таа објава се однесува на јавен повик од Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори, кој што ги врши обуките за овие лица. Веќе имаше неколку генерални обуки на државно ниво, кои што ги вршеа експерти од Австрија, но сега на локално ниво тоа го прави Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори. Тоа се однесува на сите овие профили кои што ги спомнавме, да се јават ја искористувам ова можност да ги повикам сите заинтересирани, значи специјални едукатори, психолози, социјални работници, педијатри или општи лекари, да се јават на обуката каде што ќе бидат обучени да ја практикуваат овој метод